Срце паричка прича. И нака седам на кауча. Се извинувам, ама може да почнете да снимате. Ајде, почињај. Кој пат почињаме, бе, Джуля, што ја... Вака досадно сите подкасти ги отвора? Не, окей. Најчесто јас само се дерам и пцујам нешто за новото списание. Извини за новото списание. Списан. Чекаш последниот. Ја, многу списанија правите, како вака ви текна? Ви препорачувам, многу интимно, многу нака со љубов да го купите новото списание. Купувате Да го списанија, читате, да го скал. негувате, нека што јас ја остев жена ми, не ја негував како што треба и сега сам живеам и пијам со лук. Тоа за жена ти е твој проблем, а за пиењето со мене исто така твој проблем. Не знам, за некој рок бота ме Само што јас заслужив денеска да се напијам едно пиво. Ќе седнеш и смисла, не, да осте, чекаме, ајде чекай. две брзо, да? Значи, моментов мора да се најави да се спомне дека денеска сам сум. Мојата друга половина ме Што остави. пишувам дека? И моментално се решив дека сам ќе го правам овој интервју подкаст што и да дека не знам, fuck life. Што да кажам. Океј, да почнеме. Ти рече нешто ти рече fuck you. Што сгрешив ја? Ова не го видовте, Што ова не се сгрешив? деси, ова е лага пропаганда Што кинеска. сгрешив ја? Чекај, читаме. Што сгрешив ја? Зошто од трите Чулев жалки пошто што ме викна. Пошто на заебанција ги зборевме трите албуми што требаше да ги кажеш, ама ја многу сум збунет. Зошто К15? К15. Знам дека објасни претходно, ама пак. Најдлабокиот импулс на мојот живот интелектуално. Од секогаш. Од 4 години, од 3 години. Затоа што темпераментот и интелектот го слопуваат као никој. Ни блиско. И на регионално ниво би рекол. Не само на локално ниво. Многу ги сакам. Многу ги почитам, многу ги ценам. Затоа што кршат предрасуди се пионери во многу аспекти, иако форматот во кој што работат можеме да видиме од оваа дистанца дека е известен познат формат, нели? Да. Скечови прања. Скечови прања, оригиналност и автентичноста на која алудираат или претендираат да се одразам вака интелектуално. Претендираат да ги речнат темите. Е фантастично. Е многу на ни... Лера пак ова. Абе интервјуам човек, треба да зборам со... Извини, кажи. Може и лошо звучи, пошто ги имам К15 како песните нивни и видеата и све гледано како дете, ама Не да не знам, не звучи ми остави лошо. таков, не, ама не ми остави таков впечаток. Јас сега го гледав како океј, прават мюзик видео пошто им интересно, им се свири како нешто како екстра, ама Темите на песните, кој период се, контекстот, свеж видео, хуморот, видот на не, хумор. хуморот е феноменален, ама мислам дека Исто и во песните. не. Кога сме веќе како сме Март Билјана Сајла немаше едно од песните со која што може да не знам, да се прослави 8 март ако сме здраво разумни, ако имаме односи. Свегаш, среќавам 8 март. Билјана Сајла немаше се вика песната. Ја тоа што знам само ми беше мајстор на гибаници, единото што Не, ти касно мислам си ги таа е фатил. по мим, како Ти по си го- заебанција. Касно си ги фатил. Тој касниот период веројатно предпоставам дека беа од ситуацијата во која што творат, пошто се творци, едни од најголемите творци во Македонија, де факто, беа предпоставувам дека беа изморени од тоа каде творат. Не што творат и неколку се инспирирани каде творат. И околностите мислам дека си го земаат делот за на крај да се осеќа дека као лав се бореа со сето што им доаѓа да го направат. Како лавови ми изгледаше дека се борат да извадат од себе, да извадат од себе. Но после Да го некој време почитам. смачено им стана и Па, или како дека истото се повтара, кога немаше како си правил нешто во Македонија повеќе од 2 години? тоа не, реално. Да, кога I тераш со dare you. годи, I double dare you, кога тераш со motherfucker. години, ќе биде препоставено дека ќе биде срање. Не, Како не. Патеката не е ќе биде. срање. Не е срање. Околностите се. Околностите се. Тоа е тоа што е суштински погубно. А тебе само како пораката ти имаше, мислам на самите Се. рли музиката или општо како? Се порака, не сум сваќал на 4 години, жал. Да. Мислам до 19 години не сваќав за шо пеат. Интелектуално сум малце. Само ми се свигаше мелодијата, онака интересно. Беше све ми беше интересно. Ликовите ми беа интересни, кои психодраматски, кои делови од
од обкружувањето ги рачкаат, ги чепкаат. Пошто истовремено се зафркава со сите претенденти на носење на било каков авторитет во Македонија. Било каков, дали се тоа кафански авторитети, дали се тоа градски фраери, дали се тоа музичари, дали се тоа интелектуалци, сите претенденти на носење на авторитет, сите си играат. Тоа што би го нарекол мојот колега Ристо Солунчев, за жал колега, пошто ако него го нарекувам како колега музички, јака нека е душата на македонската музика. Али би го нарекол тоа во една песна, си играат ташак со се живи. Екстра прашање за К15 ми беше баш пошто лириката за ебанција, као social коментари на некој начин, ама пак на као хумористичен аспект. У твојата лирика го нема тоа. Ја претпоставав дека од таму би земал инспирација. Во мојата што? Во твојата во твојот текст. Не го гледаш? Не, може не го гледам, ја повеќе го гледав као Чекај, не работи, стој. Жолев, што не работи сега, човече? зборевме преска дека пак е некој опис за твојот живот и слично, ама не е на хумористичен начин. Баш е На многу хумористичен начин во Деца, песна која не си ја чул, зашто не слушаш македонска музика. не, имам чуно, ја чув денеска. Ја чу денеска, Да, има да. еден дел кај што вика пливање ноќе со затворени очи, никогаш нема да дое при рак. Премногу сум глуп за да го сватам тоа за Па жал. пливавме ноќе еднаш, ја и еден другари требаше да стигнеме од едно место на друго и успут имаше карпа, што ноќе не се гледаш. И на карпата се закачев, имав 27 убоди од морски еш на левата стопала или на левата десна. Да, така што пливање ноќе со затворени очи ми е мене многу смешен текст, тоа што никој не го знае бексторито. Ами inside joke ти е на некој начин, као некој Инсайд со сам себе се сам дружи. себе, да. Може еве некој екстерно што као нема благе везе го чита тој е као, окей. Да, ма опис мене на нешто, метафора за нешто, не знам. Да, ма мене беше многу смешно. Може да се на 10. Микрофонот многу блиску бе, Джолев. Молиме него да пирајте микрофонот. Fuck it, we'll do it live. Од режија ве молиме него да пирајте микрофонот. На главна каса. За кој Тоа што мене ми се смешни стварите, ама не знам дали тебе ќе ти видат или некој. Ја кажав приказна и никој не се изнасме. А преска кога зборевме за полови органи, сите се газеат смеја. Обштествен симптом. Пак. Односно треба текст да стеш повеќе за полови органи. Може ќе И пак се смеат кога го спомнав тоа. Look at them, гледај. За луѓето што веќе има преку кури, ја ќе го спомнам брзинко, овие ќе го дискутираме, Kid пошто веќе премногу пати го имам Многу тупено, добар многу албум. луѓе ме смеат за Нешто тоа. као дуо трио. Като трио Да, слично. толку само на 18 години го запознав тој албум. А дуо Киде? трио ги знам, да. Од многу мал. Уште пред да се знам со Джулев. Да, и ми спомна најомилена песна дека ти е Kid онака self-titled. Тогаш ми беше кога се видовме пред 2-3 дена. А сега се смени, добро. Денес не знам која ме. How to Disappear Completely, Не. Three Fingers, Morning Bell, Не, сега ми е оптимистик. Optimistic, добар извод. Таква, со гитари. Джам, 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 бам. Не, мене се уште ми е Kid пошто се напнав за кога читав за процесот како ја правеле песна дека како толку биле заглавени, изнервирани за текстот, што само капа стајда нели како рандом зборови, окей, кој ќе извлече шо, го ставаме на листи. Тај дадизмот, тај е пристапот на дадистиците, на дадаистите. Да, Ставаат во Кесича. Тристан Цара, мислам дека има видео во 40-50, многу старо видео снимано, Тристан Цара или покасно е снимено, тоа пишува како се прави дадистичка поезија, земаш зборови, како фрази, ги само мешаш. ги спајаш и што биде биде. Дадизмот како реакционерство на Но многу добар Прва начин. светска војна. Само треба да пак мислам дека треба да имаш талент да знаеш да споиш рано Така деца ја направи, само со строфи, не со стихови. Така јас моето авторство. Тоа. Ама така деца беше Ти направено. се мислам рандом у кафич некој седиш и онака зборови пишеш. Не, со ајде Јуцко видиме. бевме во Црна Гора, кај теа во смештајот. И после плажа беше напишан цел текст, ама не правеше. Обично тоа се дешава кога ќе напишам текст, вака малце за мене, па зборуваме, ваква величина не сме да се пропушти. Кога ќе напишам текст не прават стварно смисла, како стих со стих, строфа со строфа. Понекогаш и збор со збори мора да се вртат. И пак не прават смисла некогаш на крај. Ама тоа е мојата неспособност да напишам текст како величина од автор. Добро, не знам, ја што имам сватено за пишување текста, можеш што сакаш да преш апсолутно. Као Чим фанкши успеат децо. не, можеш буквално што сакаш да направиш, само треба да најдеш начин да го испееш на правиот начин, пошто ако сакаш да идеш со мелодија, со не знам некои ноти да фаќаш високи или слично, Прости ми,
што те навреди, за ништо веќе не би погрешил. Моите зборови Лайв мајка Марија пее, фанк шуи. Гажани, ко да не ни биле спомнати. Се извинувам, дали може Маријан Стојановски за режија? Не. Не, уште не сум стендап комичар. Ај, за неколку години ќе почнеш. Да, кога ќе ми пропадне целосно, се уште на Ама конец зашто ти пропадне? А чекај, ти имаш... музичката кариера. Ама ти имаш прекрасната платформа на настап да правиш стендап пред да почнете. Па тоа го правевме еднаш, пошто имаше многу лошо организиран настап. Кога се вика у Полска, вториот од двата настави беше ужасно организиран. И сите беа даун, и сите што настапува, имаше 3 бенда таму што настапува, и сите беа разочарани, паднати, и пола од настапот го искористив за стендап. И мислам дека моето место за стендап комичар е само кога луѓето се осеќаат премногу лошо. Ако се осеќаат добро и ако правам стендап да им правам, одма лошо се осеќаат. Пошто немам смисла многу некоја за хумор многу. Но хуморот е повеќе за некој кој е на дното да се качи. Еден другар викаше мотивационен говорник. Мотивационен говор. На тоа ќе си го задржам хуморот, да, на мотивација. Другите албуми не ти се свиѓаат толку? Кои Според други како Moonshaped Pool, In Rainbows, Не, Amnesia. Мунши Пул ме потсеќа на еден пријател. Што многу го сакам се уште. На девојка му го купи за родена. Ама не, никогаш не го слушав. Го немаш чуено? Не. Мунши Пул го немам ми слушам. Се сеќам на песната. И се сеќам точно на делот што солзи на очи му идаа на другарот. Мислам дека од Мунши Пул, од самата песна. True Love, не. Нема само песна. self-title. Која беше Последната True Love Waits? Што или е со True гитара Love Waits, имаше виолини на песната и еден дел со виолини као. Daydreaming. Не е таа. Таа е. На крај кога Том Йорк пее у reverse Half of my life, half of my love. Само на делчето се сеќам виолини па кој има беше виолини у сингл, Daydreaming, да. сингл трек им беше од албумот. Феноменално. Не знам, не ги знам имињата, ама не ми звучи како да беше Daydreaming. На таа песна се сеќам и на тој дел, ама не поише од Kid A. Амнезија многу им го сакам, тие два албуми им ги сакам. Pyramid Song ја свиреше кога се видовме у студио. Исто. Многу интересна е Pyramid Song. Таа која ја запознав. Ама тоа ми се меморија од претходните животи. Кога братучет ми имаше CD-а, стаен и Амнезија кој тогаш постоеше. И после години знаев дека некогаш ќе ги слушам Radiohead, ама знаев дека исто така дека не треба да ги форсирам да ги слушам на 12 години, зашто ништо нема до... Не си доживел Да доволно доживеам. живот за да го цениш тоа. Да. Истото е за Девид Боуи. Требаше Сергеј Трифунович да дојде ми го пушти. За јас вистински да се заљубам во него. И за Девид Боуи и за Radiohead чекав посебен момент. За разлика од Джими Хендрикс, што од прва го засвигав. Не знам, за Джими, например, го ценев фактот дека е левак гитарист, пошто јас сум левак и кога интересно ми беше, музиката му е феноменална, никад не се поврзав со него. Само онака ми беше окей. Јас да. Ама треба да, како што викаш, мислам дека треба да доживеам некој стадиум во животот кај што ќе почнам да го ценам. Джими Хендрикс кога ќе го пуштам. Скроз друго време и скроз друга школа е Хендрикс, ама неговиот израз е релевантен, естетски, било како до ден денес. Многу сакам Джими Хендрикс. Не, феноменален. Кога бев пето оделение, кога ќе пораснав, сакав да бидам Джими Хендрикс. Те мотивира за да свириш? До ден денес, како Не, за да почнеш, мислам, кога гитара. Скроз, да, тој беше иницијалната каписла на барутот, а барутот беше од Курт Кобейн до не знам Продиджи многу сакав гитара, свирам кога бев второ оделение, дисторзии, само да дрнкам по гитара. Еј, си стигнал до shoegaze, затоа топси. Да, Што му дека само да дрнкаш со дисторзија, малце реверби, ајде. не знам кој е тој бенд. Не е бенд. Знам, запрекавам. И ти сега ќе пееш да бидеш? Kinda? Дете, не си нормално, сега што да те пуштам у фанкшуј. Не фала. Не знам, не фала. Не сакам себе си, не. That was good, не се зафркај, не пејач, немајте моја амбиција ти биде. Зошо? Не си задоволен ти или кога само... Од кога научив да пеам, од кога да Верче ме научи, и Ице кога го слушав макамите како ги пеа, од кога научив да пеам, супер, кул, можам да прифатам како пеам, ама позицијата на пеач и што тоа носи со себе за да го завршиш така како што го завршиш, пошто има тајни музиката, не е само дојди испеј точно иде си. Да. Има парчиња душа што ги вадиш кога правиш музика. Свеш. А дури ги вадиш тие парчиња душа, луѓе се смеат, те мразат, те сакаат. Сега и
Со пењето не е многу интимно. Многу интимно за мене. Спрема мене убаво беше да си, например, као басист да си скриен у позадина. Никој не те гледа, никој не те приметува. Као технички Идејата беше басистот тоа. е најмалце гледа. Идејата беше тоа да бидам гитарист. Кога ќе сакам да ме гледат, Да, а да. не позад. Ако си мислам неудобно, ти се криеш позади пејачот и као тоа е тоа. Тоа ми беше и мене идејата. Ама сватив дека сакам да пробам да видам како е. Сега сум пола инфлуенсер. Полу инфлуенсер. Чекај, уште не правиш на Инстаграм реклами за ова протеински барови, некако колачини. Што зна Божија почава право. Замисли да почава право. Не, ама немам стомачни за тоа. Никад не знаеш, Боже, ќе те спонзорираат у теретана. Може ќе имам стомач? Да, ќе те спонзорираат. Ајде у теретана нешто да те сликаме после. Не, мислам дека никогаш не би прифатил такво нешто. Генерално имам воспитан сум од баба што беше виолинистка и сум воспитан музиката да сметам за музика. И многу ми е чудно ова што се дешава со спонзорства, со инфлуенсерство. И ако сме во тоа веќе малце ми е се уште ми е чуден тој дел на не знам. Не го гледаш како да кажем задолжителен дел од кариерата. Не задолжителен дел, Боже, пази. Не, во смисла на као ако сакаш да правиш само музика, можеш да правиш само музика, ама сакаш да направиш кариера од тоа и да опстоиш од тоа, може окей да прифатиш као спонзорство и слично, зависи ги мислам. Митниците немаат кариери, имаат циклуси. Аха. Окей, ја не го гледам така. Кариера музичка, тоа е не. Каква кариера ти као уметник можеш да имаш? Аха, кариерата ти не, тоа се циклуси. Што ти ги дал некој што не е од тука, не е од земја. И што прошле низ тебе и што одлучиле или ти си бил у право место, у право време за да ги извадиш. Да. Каква кариера? Сега ќе планираме со кој следен спонзор, what? Не, за жал не е автентично, не го сметам светот за таков, а мислам дека премногу кажам и поише кажам од тоа што смеам да си дозволам. Али ако се себе цензурирам, веројатно нема да стигнам ни до овде кај што сум стигнал, така што I have to trust myself. Уметност е уметност, бизнисот е бизнис. Врска едно Не ќе со да го друго. мешаш тоа воопшто. Нема врска едно со друго. Никаков. И никад нема да има во моето срце или во мојот мозок. Затоа и лоши песни ги правам. Како и до сега. Тоа добар трек рекорд имаш. Не се кири. Ми се свиѓа дека немаш вкус. Не, саркастично беше ова кажано. Ги чувствите си. Ми се свиѓа што имам надмината адолесценцијата, Може- че не свегам сарказма. Може малце BTS прашање, ама BTS што значи? behind the scene. Аха, англиски. Пробав да ти ги слушам, пробав да ги барам албумите на Feng Shui денеска на Spotify и YouTube, Честитки на храброста. ама зошто ги нема? Као на Spotify само вашите сингл за 2019 и 2018 Па нама. не е време. Само ги немате аплодиране? Не е време, се срамевме, многу бевме смотани. Се срамевме да ги ставиме, претпоставам дека тоа беше иницијалното, зашто беа лошо снимени. Најдобро тоа што можевме и бевме горди цели 2 дена кога го снимивме. После 2 дена случај си као... Да, и тоа е глупост. Тоа е глупост, затоа што треба да ги извадиме сега. Штета, немаш што едно ништо од првиот албум? Другар Првиот ми ми има... е- Не, го има пуштено на првиот албум на CD. Јас затоа знаев дека Много има сакам. албум. И баш со лирика што беше као пишано на буклетот. Текст. Текст. Лирика. Лирика. Добро, текстот што беше пишан беше многу интересен, многу убав концепт, ама јас затоа знаев дека има албуми и денес како пробав да барам бев као чекам малце како. Нема, не се стане на Spotify. Срамни беше пошто се лошо снимени, пошто се Ама не очеков дури некој рандом, не знам, другар на другарки го джапнал ќе остал на YouTube, ама немаше. го апсолутно. имаш и на YouTube, ама ги замоливме да го тргнат. И ние го имавме ставено на YouTube, ама стаклени нозе знаеш дека од првиот албум. Мислам дека да. Да, уствари ти не Не сум слушаш. утектал. Не слушаш македонска. Кој ти имаме на македонски бенд? Многу дженерик одговор ќе добиеш. Ајде. Фолтин. Добро, кој ти е умилен македонски артист? Фолтинг ги сакам многу. Општо артист? Да. Не ми помагајте, не ова испит. А кој ти е омилен после Спирит? После Спирит. Од артисти мал шаутаут, као барем што ме потикна да почнам да свирам и да влезам колку толку тој свет, Heartstroke, ако ги памтиш. Едвај, не знам. На времето Макала?
Ау, да, Макале, одличен. Од Culture Development, па Да, пред Culture и Development, Culture пред, Development мислам. пред Culture, Макало, Алек и Наум свира, и уште еден дечко не ми текне. Наум на Богојн? Да. Да, го знам тој бенд од моја средна. Па, Го знам тој бенд. они се постари од нас, мислам од тебе се постари 2-3 години од мене. Нешто така, не, тебе 28. Ама не, они беа првиот бенд што го лајв видев на нивни настапи, Да? што ме однесо Макотекс да ги слушам на проби као свираат. А добро, Архангел си ги слушал? Ги имам чуено. Ама Дали ми одговори ги имам чуен Архангел? Чисто колина си ги слушал? чисто ако сегаш не искрено, прв пат на Асално, на ДФС која Дали Дуо Трио дојде до студио кај мене со Сета Доблест и не знаеше кој се Дуо Трио? Уште неколку прашања, Мозаик, дали знаеш дека постои као концепт? Јас сум скроз blank slate, луѓе, не знам како да ви опишам, веќе која епизода е ова. Као јас активно као дете се решив, не знам зашто имав некој супериорен комплекс, кај што ја ќе слушам само Епа западна музика. македонци. Честитки. И сега ќе направиме една мала транзиција. И Лука, прашаме што сум на хороскоп за да идеме дале. Добар влез, добар пикап лайн. Оу, идеме јако! Нема врска, што ме викна овде? Па онак, исто ко перо за кликови. За кликове. Браво, бе. Некој да те види да кликне и да вика Кој Кој е овој? кој мислиш дека ќе ме кликне? Вајда многу луѓе. Многу луѓе. Кај стопан од 5000 луѓе те кликнаа. 5000 луѓе, да гледам таму кај овој. Да. 5000 луѓе ме гледам. 5000, дури 5000. Зашо кјутев? Сега ново очекува дека ќе има две. Малце поише од песните на фанкшуи. Джолев. Джолев. Работиме цел живот. Да. 3 наврати ми има земено вјус. На места на гол на пенал. Ако се деси овој со подкастов, се пакувам и идам во друга држава што живее Што е работа, не те. за вјус и ќе ми вика дека повеќе вјус од фанкшуи ќе имал нешто подкаст. Во тој контекст не се сеќам. Не бе, не, многу ама вие формулираш. погрешно сте се разбрале, човече. Сега ве разбрав. Не е битно. Ај продолжи. Извини, На секунда. фанк шуи само малце да им секунда. го кренеме рейтингот. Не, чек, шо, као ние, не бе Лука, нели сега нов албум вадите, сикаме дајте нешто. Да, треба некој да го Па слушне. малце да ви кликаат поише заради тоа, не. Веќе ни е кренат. Да? Рейтингот. Рейтингот. Кога спомна албумот на 31 промоција у МКЦ. Што правиме на 31? 31 март промоција у МКЦ за новиот албум на Фанк Шуи. И Така што ли? имам јас со тоа правам? Па не знам, не си фронтмен. Ме викна, што ќе правам, морам. Мора да идеш, те платија. Уште не. Уште не. Ама држ му се ако не е платат. Пола сега, пола кога ќе доеш. Има да искочам на подкастов да зборам против нив. Не, никакво пола, нема пола. Фанкшуи фанкшуи сите се платени, освен тие што треба да бидат платени во фанкшуи, а тие се тие што го гурат. А кои се тие? Најчесто. Ја не знам. Некој да Некој таму, позади некој сега. има два тројца. Спомна дека го правите од 2018-19 Кој? албумот. Да, 2018. Зашо толку долго да го извадите? Не знам зашо. Зашо нема атмосфера у бендот. Зашо? Бендот вика, леле, Джолев Скопско! Затоа што нема атмосфера во бендот. Направен албумот за 9 дена цела слобен со се метеори ветер не вера. Сите тие што искочија магла, нова. Све што искочи, све тоа за 9 дена направено и после тоа е мислено, недовршено, недоделкано, на некој не му се свиѓа промени у бендот. После 25 година луѓето другаче размислуваат. Малце побрзо и малце по неколективистички. Да. Да. И почињаат промени се дешаваат меѓу луѓето. Последица на тие промени е промена на енергијата во бендот, последица на тие промени промена на не микрофонот скопско. Промена на односот кон музика, промена на
стил на изразување, промена тоа што бараш од себе како уметник. Ја. Свегаш и многу промени се случи у 4 години, и албумов е производ на многу промени. Некои луѓе би го искористиле зборот транзиционен, ама животот ако не е транзиција самиот по себе, меѓу една ствар и друга ствар. Тогаш многу променлив период. Корона, седење дома, свирење на страна, други амбиции, други цели, други ствари за албум да се вади. Нефункционалноста на албумите во денешно време. Освен ако не ме зафркај. Да бе, ти уште 15 ние. Како? Ти уште 15 души ние. Па кој е другиот? Кој е алтернативата? Синглови. Come on, не ме зафркај. Кој вади албум? Добро, синглови за да фатиш внимание, албумот за да го задржиш. Да, со социјалните мрежи вниманието ни е сведено на 0,2 секунди. Therefore, Тоа, Therefore, за шок е баш на македонски пеем. Македонски знаеш колку разбират? 2 милиони луѓе вкупно. Од тие 2 милиони знаеш фанкшуи, текстовите. Не. Не знам со перо зброј за текстовите. Кој си ти рече? Не, али кој тие луѓе би го фатиле? Ева, зашто тогаш одлуката да се пее на македонски? Заради должност известно, што осеќам јас. Мислиш дека уште треба да исполнуваш? Не знам. Да? Не знам, искрено не знам. Али многу добро прашање за разлика од тој претходниот кој да беше што ме интервјуираше. Бајца да не Тој запомнав како се викат. Не знам. Осеќам потреба понекогаш, пошто тоа е мојот мајчин јазик. Сакам да се изразам, да бидам попрецизен, да се одразам на тој мајчин Добро, јазик. музиката е звукот или текстот? Си бил во бенд 10 години? Си пробал во тој бенд да ја расшириш приказната, а бендот ти доаѓа од Македонија и мајчин јазик да ти е македонски. Многу е другачие. Пробам да ја најдам формулата. Мислам дека сум близко од таму, ама многу е комплексно, многу е зафркната. Ако сакаш и поет да бидеш, јас сум научен да сакам да пишувам и поезија и да Тоа е друго. И тоа е зафркнација, да треба да се откажам од тоа треба да прикинам да бидам да доаѓам на интервјуа со вакви водители. Не, треба известна ствар. Ме праши си од И си отиде. Спонтане, да. Не, има многу голема разлика меѓу спонтаност и некултура. Али да, нема врска. Ќе ти кажам на тебе, ја. Пошто си присутен и го ценам тоа. Има разлика меѓу поезија и има две парички кога ќе фатиш да работиш музика, едната е музика, уметност, поезија, глупости, форми и така натаму, другата е музичка индустрија. Едната е the most welcoming thing that could ever happen, другата е Обратно. најнепријателското место за луѓе што треба да и што има талент да бидат уметници. Многу неблагодарна ствар. А функционира и постои. Што Е функционира? Функционира и постои. Музичката индустрија е таква каква што е. And we can do nothing about it. Nothing. Под nothing мислам без екипа од 50 луѓе што се од првиот виолетовиот ред на MBTI тестирањето. Nothing. 50 души такви ти требат екипа околу тебе. Пошто никој не се движи и не прави големи проекти. Сериозни проекти без помалку од 50 души од било кој момент околу него. Дали е тоа лайв концерт, дали е тоа студио, дали е тоа... Тоа се сериозни зборови на луѓе со сериозно знаење, познавање, цел идеја, сите работат фокусирано како клучалка на еден дел. Тоа Македонија не знам дали имаме мајндсет за тоа. Се надам дека имаме, се надам дека нема за џабе да изгине. Си знас ме. Ки умра за џабе ми направи. Па добре, вие сте ги имали или сте ги немале тие луѓе? 50 души? Да. Цела Македонија не се 50 души, колку сме? Па како тогаш се стигнале таму кај што сте? Ако викаш дека мора тие луѓе да ги има. Многу поише напор од неколку луѓе вложа. И све инцидентно. Инцидентно подразбирам работиш со тоа што имаш.
секој момент. Ама сите работи за тоа што имаат, а некој не е се фанкшуи, некој се фанкшуи. Да, не, многу малце луѓе се фанкшуи. Многу малце луѓе се фанкшуи. Вистински. Висна. Све друго е инцидентно. Све друго е од околу. Само не, многу е тешко тоа, многу е тешко. Ти 15 години седнеш и ја целиш, ја тераш, ја правиш сериозни тимови се што прават проекции за следна година, што прават проекции за пиар, што прават проекции за финансии, што прават проекции. Проекции. Што е со новите песни на албумот што ги нема слушнат? Да, тоа се најдобрите. Тоа се најдобрите. Зашто тие не беа синглови, а другите беа. Зашто не свативме дека се најдобрите. А тоа е од после таа транзиција што викаш или пред? Па да, некои ствари се решаваат, некои ствари се ослободуваат, некои ствари се деинхибираат во луѓето. И сваѓаш некои ствари после тоа, дека не треба правиш глупи песни. Касно сваќаш, за жал. малце. Ама сега... Тоа е. Не, ме вади тоа у чиста околина. Што бев. Што таа квалитетна музика. Не стварно веќе Длабоко квалитетно. не соработувате со чиста околина. Не соработуваме. Многу се сакаме. Но се Да, со чиста околина сериозно многу се сакам и не верам таа љубов да прекине, поготово меѓу мене и Самуил. Интерен е муабетов, они ќе се смеат, затоа се смеам и јас, знаеме кои се причините. Не би сакал јавно да ги коментирам, бидејќи нема потреба такви едни луѓе да спомнувам на интервјуа. Као да таа колаборација. Чиста околина, ја отидов кај некој ми даде бројот Ице и ја отидов кабинет кај него и му кажа дека многу ги сакам. Пошто алманах ми пишуваше дека чиста околина рецитирав песни, ми се свиеше нивната абстрактност. Ќе прашаат нормално прашање, ја им велев Ана чешма, ми јам црешна, за да ми ја поврати на дешта, а таа црешна ми е грешна, зашто не ќе да се плакне на оваа чешма. Во стомакот на мама, бев, скокнав доле, јас сум здрав, прав, но сум болен. И да ме излече, тоа е залудно, поим за конфузијата кај мене е пресудно. И луѓето од околу вика, легенда си, брат. Ете како расте. За Јена зборевме? За кој? За Јена албумот. Зашто баш тој албум? Што е добар. Зашто е добар? Беше добар, многу добро звучи. Да, ама зашто баш тој од сите добри албуми што добро звучат? Многу ми е интересен. Марина са ти многу ја сакам. Не знам како ти објаснам за ствари што ми се свиѓаат. Никад не сум знал. Добри гитари има. Па не знам, Добар не... Добро звучи. Буди нешто во мене. Добро. Буди нешто во мене. Кај ја дозна? Васко ми ја кажа, Васко Костовски. Актерот, пошто се дружам само со фаци. Што бораш тука тоа? Ха? Што бораш тука тоа? Джолев го знам и рачунам дека е познат од времето на Спирт. Втор пат се залажам сам се дека треба да дојдам. Мој проблем и моја грешка. Јена. Јена, многу добар албум, многу ми се свиѓа. Многу интересна е целиот момент на користење на фолклорни не елементи, туку фолклорен јазик во музика за создавање на нова музика. Таа идеја ми е интересна и тоа се дешава во Јена. Зошто ти е толку интересно, пошто ти имам приметено и за други ствари кои спомнуваш фолклорот као... Интересна ми е таа поедовна точка, пошто од мои 4 години до, не знам, до средно, до многу скоро бе фокусиран само на джезерските и европско класичните извори на музика. Под извори подразбирам, као ретко че ли бе се мешање од джез и класика. Нирвана се, тоа е тој, свегаш, што има длабок корен во фолклорите на тамошните култури, као германска, као англиска, као ирска, као италијанска, као шпанска. Okay. Свегаш. И малце загледав на кај нашиот фолклор, на кај нашиот Византија, ако сакаш да земе како целина. Сега не Византија по теркот и по моделот на Мизар, што ги почитам премногу, ама не ми никогаш не ми залепиле на инстинктот ме. Многу ги почитам, тоа е еден начин. Јена е начин што ми се допаѓа. Јена е пристап кој ми се допаѓа. Зашто цело време има една нишка што е универзална за сите балкански народи, ја разбирам. Турбо фолкот за жал држи таква нишка, затоа што потекна од фолклорот, фолк.
Ама искористен со естетски манири кои, ако ги коментирам сега, веројатно би ме лапсиле. Зашо? Па зашо турбофолк? Што ги спомна ми А за свесни сме дека грото сме турбофолк на Балканов. како сме горото турбофолк. Поголемиот дел од нас, населението, турбофолк. Како луѓе сме турбофолк. Као естетика, као резонираме повеќе со турбофолкот, отколку... Зашо мислиш дека е така? Колку прегледи имаат фанкшн? Па помалку од 5000, како што рековме пред. Ни толку. Ни помалку од 5000. Мизар колку прегледи имаат? Јена колку прегледи има? А ја не има бајаки. Пример? Што видов како артист, Не како Маријана артист. Не, има не. 100.000. Мари? Маријана или Марина, како се викаш? Леле, Марина са ти. Марина. Извини. Оф. Не, ама не знам, али Не многу, не премногу, не Предпоставам дека повеќе е- од извесен Аца Лукас, не повеќе од извесни... не, сигурно е Знаеш. повеќе. Сигурно е повеќе. повеќе од нив. Да, Песна по песна, не. како албум. Како албум? Не, да, пошто е поброј на Грција. Пошто потекна од Грција, артистката. Зашо не? И така натаму, и слични проблеми со бројки. За нашата музика сакав да нели ти е барем мене ми е тоа некако преовладало кај нас. Не знам у кој период Кој е дали уште преовладало? трае. Тоа со користење на фолклор и традиционални елементи на исправување со нови елементи. Можда некад било интересно некој прв што го направил, пример, издали кој да е. Ама сите Не, за после секојаш, нив, за секојаш е интересно и автентично ако го најдеш правиот модус. Пошто трапот, тоа што се слуша денес во балканскиот трап, најуспешните ствари се фолк елементи. пример. Да нас вози се БМВ, сутра нема те, испред клуба чуеш само рататата. Ја знаеш песната? Штета. Сега. Штета. Позадината, мислам дека се Зурли или Гајди, не сум сигурен. Ама, И тоа е тоа. ама сите го направиле веќе тоа. Зашо е интересно? Кога веќе Автентично, направено, автентично е. Ако дали е автентично ако сите го направиле? Па, чека малце, не го направиле сите, пошто не можеш да кажеш дека го направиле исто. Не го направиле сите. Не е искористено колку што ти велиш дека е искористено, да сваќам што пробаш да кажеш. Не. Не е ова world music ствар. Музиката еволуира и жанровите еволуираат за да би било не знам како веќе видено и така натаму. Не зборуваме за синтезис приказни, за љубовна приказни кои до ден денес функционираат и се како стейпл на нивниот домен. Што имаат направено тој до ден денес синтезис ги слушам. Не знам дека се синтезис исто така и не знам и љубовна. So on and so forth. Ново време, нови модуси, нови модели, ново користење на технологија или злоупотребување. Пример, фанкши злоупотребуваат. Зашо? Што не ги бива песните. Некој дете ги направи прибави песни со тоа. А вие го имате тој момент, тој елемент. Фолкларниот. Фолкларниот. Па се надевам малце, ама не злоупотребен на начин на кој што е злоупотребен, бидејќи имам еден од учителите музички, животни, е многу против, има многу тесен фокус каде да се користат точно тие традиционални елементи и што треба со нив да се прави, малце сум мукочен ради тоа. Иначе бев слободен и да не ми беше гајле ќе го користев многу поинтензивно. Ама тоа е Шкорпија во хороскопи сепак суди премногу, повеќе што можам да се дозволам сам на себе. Дури и малце поише од ја што се судам сам на себе. Okay. И не ќам да го злоупотребам тоа и да го возам ради собствен бенефит. Сваќаш, тоа ми е мрско и сакам тоа некако да го надминам за да почнам да го користам убаво. Следно прашање, луѓе во студио ги поумираат до сад. Луѓето што кликнале тие 5000 не. Свака част, како се суди. Како стигнале до тука, не знам. У твое слободно време го правиш тоа? Мислам, не е за музиката за фанкшуй, него чисто експериментирање за тебе. Фанкшуй не ти изгледа на експеримент, саш да ме Не, ама кажеш. тоа е пак со други луѓе колаборација, не е само ти, не е само Лука. Да, во слободно време полно, многу. Пред некој време направив 7-осминска песна од 7 смини. Обратно, рага, да. Мислам дека тоа обратна седмица, не сум сигурен. Ама во обратна седмица, ќе речеме дека, што е скроз нова форма. Okay. Нова форма. И авторска, не се земани теми од стари македонски песни. Само ми е малце страф. Од што? Па
така сега ќе извам, седам сме песна. Па зашо не? Страф ме. Сега не беше бенд, немаше извам ништо што правам. Зашо? Страф ме. Од критика? Не бе од критика. Не, супер е критика, супер е за фрканци, немам проблем со тоа. Од тоа потполно да не ја прошам поентата што сакам да ја направам. Од страф дека нема никој да свати. Многу е тешко тоа, многу е зафркнато тоа. Свати под сваќање музика да не треба да се сваќа, нема да доживеа тоа што пробам да го пренесам. Не знам. Не верувам дека поентата на фанк шуи. Глеј, прва награда во животот што ја добивме во Србија, во Белград. Океј. Пеам на македонски. За спотот беше тоа или тоа е друго? Сите претходни артисти имаат препевано на други јазици песни за да ги разберат надвор. Замисли колку Bittersweet или сладко горко ми беше и колку сладко горко се осеќав кога земав наградата прва моја во живот во Србија. Солза ми капна пошто сум рибил хороскоп и бев као Па close enough. да, 400 километри. Не знам. Не е скроз. Во Нови Поведе, После албумов турне? 100%. Каде? Не знам. Не знам. Има причи за Холандија, има причи за сегде има причи. А зашо немате свирено тука со од многу давно? Не се погоди да свирим. Каде да свирим? МКЦ. Пак. Колку ја ми е дел од срцето МКЦ да имаме почнал таму. Пак. Па што е тоа лошо? Дај ми друго место. Не е лошо, едноставно е као Леле, музика, мора да се развива музиката. Од сите аспекти, и од места на свирење, и од лайф стварите што ги правиме, што ги доизмислуваме, што ги видоизменуваме песните во лайф концепт за разлика од албумскиот, мора да се развива музиката, мора да иде некаде. И многу голем, поготово за карактер на музичар, ако смеам да се наречам музичар, као мојот, многу е зандана на едно место, исто. Мило ми е секогаш. Едвај чекам да свириме за недела дена. Само сакам да испровоцирам да најдеме уште едно место барем. Но викаш дај ми место кое ти да. Па ајде дајме. Ако треба да се развива Не, кажи музиката, ми. кој ја развива музиката? Музика Музичари правам ли? или да земам да влезам да правам локали, да менаџирам? Па едното доаѓа со другото, не знам. Не. Не го гледам Боб Дилан да менаџира, не го гледам Кендрик Ламар исто така Не да менаџираш, него сакам да кажам. гледам Леди Гага да менаџира културен центар. Сакам да кажам, ако има доволно добри и квалитетни музичари кај нас, би се отвориле други места кај што можат да свират и Што да нема пеат. добри квалитетни? Не, има. Па, Ама сите тие ги собира умакаца, така да што е поента да ја отвараме друго место. за еден ден 200 карти се продава на фанкшн као ти да. Добро. 800 капацитет на МКЦ. Океј. Демек може уште? Да, дај ми место, да. Дај ми место, дај ни место. Не ти, некој. Дај место. Само МКЦ свириме, Сигурно човече. имате свирено на друго место. Имаме свирено, ама тоа се инцидентни, повторно се инцидентни, фестивали, инцидентни. Дај ми уште еден клуб. Макарони или шпагети? Шпагети. Шпагети. За секојаш. Зашто? Види ми го дуксерот како зашто. Како ќе се направи иначе хаос. Парк Шема, сезона 3. Фала Лука што дојде. Кажи 3? Кажи 3. Ајде. Отиде, ништо, сечи монтажа. Купе Скала магазин, второ печатено издание Второ печатено. на skala.mk. Мислам дека.